Чекањето со недели и месеци за преглед или операции има причина. Болниците се соочуваат со голем недостиг на лекари специјалисти, што граѓаните го плаќаат скапо. Со бесконечно чекање тие се соочуваат веќе подолг период. Онај пат, колко беше, 2,5 месеца, кажа така, за термин. Много е тоа. Спако не е много, па се подхитно треба. Треба одма, тога по 2 месеца може човек да умре за тоа време и готово. Чека многу и тоа за во што е за термино. Така. За термин многу чекам. По колку време? Па и 2 месеца чекам некој пат. Не, не е добро, му треба одма да дадат, ама месец, 2, по некој пат и 3. Таа е таа, што ќе правиш, друго немаш. Знаеш, мора. Кој подалеку викам, а неќе. Не се согласувате, сакате одма да имате. Секој сака, ама не може. Овој проблем го има и во најголемата болница во источниот регион, Штипската клиничка болница. Во моментот најголем проблем со недостиг на кадар имаме на два оддела, тоа е одделот за анестезија, реанимација и интензивно лекување, како и оддел за ортопедија. Таму имаме малку извршители, малку доктори. На одделот за ортопедија во моментот имаме 4 доктори, од кои што еден е на субспециализација, а на одделот за анестезија имаме 5 извршители. Значи, оптимално е било да речеме уште по 3/4 лекари да имаме и на тој оддел. Како болницата го надминува овој проблем? Па во моментот тој недостиг се надополнува со зголемен ангажман на докторите кои што веќе таму се присутни. Тоа е сериозен проблем, имаат многу често дежурства, многу често остануваат прекувремена работа, поготово за анестезиолозите, остануваат прекувремено се со цел да би може да речеме оперативниот програм тој ден да биде завршен, остануваат и прекувремена работа. Тоа најпрви не е големо оптеретување за нив, а второ и во финансиска смисла. Освен што фалат специјалисти во помалите места, фалат и општи лекари, поради што некои специјализации мораат да бидат одложени. Да се укажува повеќе потреба за тие гранки специјалности, нервно интерна медицина и неврологија за Делчево. Меѓутоа, поради недостаток на доктори по општа медицина, тие двата доктора ќе одат во вториот семестар во март месец. Што за овие празнини во потребите на здравството мисли министерот Филипче и како државата ќе го решава овој проблем? Има се повеќе постапки и методи каде што претходно не се користела анестезија, а сега заради комодитет на пациентите и заради ширење на индикационите постапки се повеќе се користат. Тоа е секаде во светот, не само кај нас. Затоа дадовме толку многу согласности за вработување на клиниката за анестезија и нови специјализации. Но се соочивме со недостиг на ментори. Ни треба еден плански пристап кој сега го имплементираме. За да се надополни бројот на анестезиолози, почнавме со размена на анестезиолозите меѓу различни здравствени установи. Е ставот на министерот за здравство Венко Филипче. Ова што министерот Филипче го предлага и што е програма за надминување на состојбата бара најмалку 4 години, но прашањето е што во меѓувреме и што е уште поважно, дали во тоа меѓувреме проблемот нема да биде уште посложен доколку продолжи екзодусот на лекарите специјалисти од државата. Одговор на ова нема зашто никој и не го знае. Се останува на предпоставки, но и на надеж дека сепак се, ако не е добро, ќе биде барем прифатливо.